Бизнисот на колена додека власта се занимава со политика. Половина од фирмите едва и преживуваат. Стопанската комора на својот 100-ти јубилеј алармира дека владата веќе многу досни со мерките за помош на бизнисот поради политичките случувања. Дури 99% од проблемите на компаниите се поврзани со скапата струја. Затоа комората бара итни средби со владата и регулаторната комисија за да изврши притисок врз државните електрани да произведат не само за граѓаните, туку и за бизнисот. Засега се сомневаат дека тоа е воопшто остварливо. Фирмите не знаат ниту колку од оние 76 милиони евра за помош ќе бидат наменети за нив, додека за повеќе пари сега не станува збор, бидејќи ММФ тактизира со сумата со која треба да се покрие буџетскиот дефицит. Тоа според нас не може да биде затоа што оценка на Македонската енергетска асоциација е дека состојбите во електростопанство на Македонија не се такви нити кадровски, нити технички, нити логистички да она може тоа да го направи. Значи, ако во ваква ситуација ние бараме решение и на парното грејење и на помошта на компаниите, на зголемување на производството, тој едноставно во овој момент сама тој товар не може да го издржи. Стопанската комора со критики и до Народната банка. Откако во последниве 3 месеци таа 4 пати ја зголеми основната камата и интервенираше кај задолжителните резерви, Азески со порака дека додека го бранела курсот на денарот, го заборавила бизнисот. Засега фирмите се уште лесно земаат кредити, а банките биле и повеќе од ликвидни. Се води сметка и за курсот, меѓутоа во исто време да се води за состојбите во реалниот сектор. Ние немаме такво чувство, ние имаме чувство во изминатиот период дека Централната банка на Македонија го протежираше само едната своја обврска за зачувување на курсот, не водејќи сметка за состојбите во реалниот сектор. Така можеме да се доведеме и сме упозорили дека може да дојде во ситуација операцијата да биде успешна, а пациентот мртов. Бизнисот е крајно разочаран од сите владеачки гарнитури. Во изминатите 3 декади економскиот раст во просек изнесувал едва 1,7%. Јавниот долг го достигнал плафонот, но ништо подрастично не се променило. Се уште царува корупцијата, нема инфраструктура, а судството и образованието се во катастрофално лоша состојба. Стопанската комора апелира дека ако подитно не се постави економијата како приоритет, ситуацијата водела кон пропаст на државата.